сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. При крајот на март сме, изутрина тргнати сме на хајка на волци со членовите на ловно-риболовното здружение Кајмакчалан. И пролетно пребројување на дивечот. Еве на присутните на ова хајка ќе им се обрати стручниот раководител Ристе Пројчевски. Благодарам. Денешната акција е со голема тежина и големо значење. Треба две задачи да ги направиме. Пролетно пребројување на дивеч и хајка на штетен дивеч. Пролетното пребројување на дивеч секоја година го правиме. Сега ова ќе биде многу важно затоа што не чека нова концесија и барам да бидете дисциплинирани до крај. Се она што ќе се види, се што ќе се сретни во теренот да бидам известен, тоа да го запишиме. Штетниот дивеч ќе се брка према груниште, така ќе ја направиме цела ова организација. Поставени ќе бидат чекачи, ќе бидат пуштени терачи од тука према груниште. Целата акција ценам дека треба да завршиме до 10 саатот, затоа што ќе треба уште еден терен да поминиме, кај што имаме најава од луѓето сточари дека и во тој дел Будимирскиот и таму има волци. Терачите сега што ќе ги одредиме, ќе се движат низ теренот дисциплинирано, со викање повеќе, помалце пукање, за да може тој штетен дивеч да оди према чекачите горе. Одма на стартот кажувам и нека се издвојат едно 7 до 8 терачи, после ќе добијат посебни инструкции кој каде, како ќе се движи и како ќе тера. Апел до сите. Денеска е денот многу потребен за ловното Кајмакчалан. Немојте некој да се излажи на полезен дивеч, да пука или нешто друго и така натаму. Може ако има апарат, чисто, за да му се пофали на дечињата дома, еве како изгледа срна и така натаму, а пукање на тоа не, само на штетен дивеч. Од штетен дивеч ќе се убива волк, лисица, куна и евентуално јазовец држи овај терен и јазовци, затоа што сега е времето на парење, почнуваат и мали, а знаат и лисиците и волците да ги уништуваат овие од полезниот дивеч малечките. 10 саатот зборното место ќе биде груниште, али нема да влегвате никој во селото, освен кој кај што се, тамо ќе застаните. Јас ќе затворам со овај круг од тука што ќе појдам со луѓе, одам до таму и како се враќаме назад, наредните инструкции да ги добиеме за да не се бараме по терено. Евентуално, некој да не залута лево-десно во терено, да се пратат терач со терач.
едниот со другиот да се пратат. Телефони од мене претежно имате, некој ако има некоја опасност од нешто, јавувајте се, затоа што јас ги знам кој кај се луѓето, да појде да му помогне и така натаму. Движењето исто така, запазете го внимателно, движете се, слана е се уште, лизгаво, ако е вакво времето, лажи времето, да ја направи некоја бела, пошто ова година, знаете, осигурање немаме платено. Колку пати во годината изведувате вакви хајки? Обавезни пребројувања најнапред, има две, есенско и пролетно, тие се обавезни и по ловностопански основни, потребни, а хајки по потреба можат 2 до 3 во годината, а може и повеќе, во зависност од проблемите што ги прави штетниот дивеч на стоката, на овците, на говедата и така натаму. Во кои терени стопанисува вашето ловно-риболовно здружение? ЛРЗ кај Макчалан стопанисува со 33.000 хектари површина, гледано од селото Скочевир до грчка граница, по граница, па до реката Сатока, па затвора со Зовик и еве сега овде на овој мост. Два ловни терени, иначе имаме ловиште број 5, тоа е ловиште за ситен дивеч, и ловиште број 4 Нидже, ловиште за крупен дивеч. Ова се сите ваши членови или имате и други? Ова е само еден мал дел од членови, имаме ние околу 245 до 250 во оптек членови. Сега малце членството опадна, иначе максималниот број ни е 350. Искусни вешти за да знаеме ние да се движиме зад пушките. Бидете слободни во движењето, затоа што овие луѓе се искусни и со оружјето, и со движењето, и со другарувањето меѓу себе и околу себе со пријателите и така. Добро, ајде да тргнеме заедно со вас. Bistro planino, što si mi toliko ubava, što si mi toliko ubava, so tvoj ta treva zelena. Ta treva zelena, so taja voda studena, so ti jabuki visoki, pod njimi senki široki. Bistro planino, što si mi toliko ubava, so tvojte stada golemi i tije mladi ovčari. Сега овде каде се наоѓаме? Прочевски на кој терен сме? Овде сме на постојката Зовичка, кај што дели патот за Зовик и Старавина. И една од терачите група ќе почне и од овај дел да тера, затоа што цениме дека тука е клучното место кај што можат да бегаат волците према отворениот простор. Значи од тука кон Груниште се тера, така? Да, правецот на терање од тука према Груниште. Ајде вие да ни се представите. Јас сум Трповски Гоце, иначе председател на дисциплинската комисија на ловечкото друштво. Ловџија сум 32 години. Сум учествувал доста на вакви хајки. Секојаш биле успешни, во ред се било. Немало никакви проблеми, се надевам дека и денес такава хајка ќе помини. Значи во рамки на здруженијето имате дисциплинска комисија. Со што таа се занимава? Па таа се занимава со, ако некој ловец направи некој прекршок, па таа донесува казнени мерки.
На каков прекашок се однесува? Да лови во неловни денови или да лови тоа што е забрането? Да лови во неловни денови, да острела забранет дивеч, да се движи во забранети терени и за секој си има правилник, па според тој правилник и се одредува казна. Имате ли доста работа или дисциплинирани се ловците? Претежно се дисциплинирани, со неколку исклучоци така, ова година немавме. Па мислам дека сите се дисциплинирани. Рековте дека сте 32 години ловец. Може да ни кажете што се имате уловено? Па имам уловено доста. Штитен дивеч, од болци имам, лисици, од диви свињи имам, најребици, доста имам учествувано во такви ловови. Која беше причината еве да се зафатите со еден ваков хоби, со една ваква, да речам, ангажираност, ловџија да бидете? Што вре привлекува? Па од дете така бе, ме привлекува природата, планините и така станав и ловџија и ете 32 години ден немам пропуштено одам на лов секогаш, кој ќе е дозволено ми. Да не сте и рибар, оти има и рибари и ловци. Рибар не сум. Претежно кога ќе се забрани лово, така се движам исто по терените без пушка. Иначе од кај имате потекло? Ги знаете овие терени? Иначе јас сум битола, ама доста ги познам терените, од кај Максимални години исто сум ловел и на други терени, во Кичево, во Преспа исто така. Сум бил член на тие друштва. Значи сте љубител на природните убавини? Да, претежно тоа, Еве нешто ќе ни помогнете денес и ние да откриеме за гледачите. Па денес, еве видете како може да снимите природата, да снимите тука, ако биде успешна хајката, ќе снимите што имаме ловено. Добро. Ајде, ви благодарам. Ajde, ajde, kato, lubava nevesto, kato, lubava nevesto, dodi me na gosti, vratiti se ženi, kato, vratiti se ženi. Vratiti se ženi, sestra ti se maži, kato, sestra ti se maži. Čekaj, čekaj, Vujko, do doma da odam, Vujko, do doma da odam. Do doma da odam, ruba da promenam, Vujko, ruba da promenam, ruba da promenam, ruba srmajlija, Vujko, ruba srmajlija. Пристигнавме во селото Груниште. Еве пречевски да дознаеме са какви операции имате организирано. Па како што кажавме на почетокот, ловџиите се пуштени на соодветни места, терачи и чекачи. Терачите видовте со бајле кај ги оставивме на Рапешки мост и по патот за Старавина. Од таму терањето иди на дивечот према Груниште. Тука се наместени чекачите. Цела акција би требало да заврши околу 10 сатот, значи негде околу 2 сати ќе траи. И ќе ги видиме резултатите. Сега овде ние каква задача имаме? Да
Ги чекаме ловците? Ние Или терачите, кој? Ние на ова место кај што сме треба да дојдат сите што се пуштени во акција за терање, а воедно и ловџиите чекачи, сите фактички треба да дојдат овде на ова место, за од каде што ќе почне после втората акција за натамошното пребројување и хајката на дивечот. Поминавме низ Груниште, никого не сретнавме, селото и ова изгледа е напуштено. Селото е скоро напуштено, има 2-3 луѓе што живеат тука, се занимаваат со крупна стока. Еве гледам таму еден од тие сточари сега се враќа назад, веројатно кокошките да ги истера од дома, затоа што имаат и тоа. Тоа е, времето си го направило своето. Ние на овој терен имавме обработено една емисија за мостовите на Мориово, кога ги снимавме мостот на во селото Зович и тука долу по Груниште има еден руски мост, остатоци односно руски мост од Прва светска војна. Еве овде зад нас е селото Ивени, се оди од тука за Ивени или преку река, преку Црна не може да се помине. За селото Ивени од тука нема пат. Там за селото Ивени се оди преку Скочевир од тој дел, а од тука може само пешки. Пешки, со конј, со А магар. мора да се помине Црна река? Не Мора да се Ама помине. не може се, многу вода имаш. Сега не ќе може. Сега во овој период не. Во летниот период да. Може да се помине. Значи сега може малку и да уживаме во природата. Затоа па е. јас ги бендисувам ловците, оти постојано се во природа, си шетат, ама лоше со пушки носат или не ви сметат ова? Пушките што се носат со строга намена, нели, се од стрела ќе се треба да се улови тоа што треба да се улови. Денеска одиме на хајката на штетниот дивеч кој што е доста застапен во овој дел, по поплаките на луѓето од селото, му јадат доста телења, крави и овци и по нивно барање ние тоа обврска и законска регулатива да тоа го направиме и затоа дојдовме. Пушките се за таквата намена. Се што е полезен дивеч, се што е корисен дивеч, тој ќе биде оставен слободно да се движи во природата и така. Имаше забрана за убивање на волци, се тие сега пак е дозволен, значи, тој лов на волци? Па токму таа грешка од пред 2 години кога се забрани отстрелот на волкот, пошто тој и пред тоа го имаше во доволен број, односно во максимален број, му се дозволи за овие 2 години да се пренамножи толку многу што веќе постои потенцијална опасност не само за стоката кај луѓето овде сточарите, туку веќе имаме очевидци од сточари каде што волкот ги напаѓа и срнскиот дивеч. Сега веќе ќе почнат, нели, дивата свиња ќе има мали прасина и тие се на удар на волкот и на лисицата и така натаму. Кога ќе дојде сточар од тука од селото ќе каже и многу интересна емисија, а тоа ќе го снимиме и во трелото. При телењето на кравите многу телења, тоа ќе се покаже и на камерата, му ги јадат опашките уште во самото телење лисиците, значи ги има многу. И така да ова хајка е од оправдано значење и за овај, да речем, за сточниот фонд, за да се откорни тој штетен дивеч, а воедно и за дивечот. Значи сега можеме да го причекаме сточарот, сигурни сте дека наваму е тргнат? Да му викниме нешто? Па тој еве го сега влезе во куќата, ќе го повикаме, ќе дојде тука и ќе разговараме и со него. Најдо се Најдо вика. Калешковски, да. Најдо! Најдо! Сега влезе внатре, ќе излези тој и ќе не види, ќе му викне. Добро. Имаме мобилен, ќе го побараме ако Добро. доколку Ај, дозволи мрежата. Можеме доколку малку дозволи да мрежата на да Козлова. причекаме и да снимиме овде некој кадар од селото. Да. Целното да мајчице, целното да мајчице моја, целното да ништо не наода, целното да ништо не наода.
majčice, paja pana, majče moja, paja pana, za desnata raka, paja pana, za desnata raka. Paja kače majčice, majče moja, paja kače, pred mene na konja, paja kače, pred mene na konja. Pasi pojdo majčice moja, pasi pojdo široke dromove, pasi pojdo široke dromove. Pasi stigna majčice moja, pasi stigna ogora zelena, pasi stigna ogora zelena. Majče moja, brza konja, zajela zelena, brza konja, zajela zelena. Pasi legna majčice moja, pasi legna, malko da prespijam, pasi legna, malko da prespijam. Paso spalo, majče moja, paso spalo, 3 dnevje, 3 noća, paso spalo, 3 dnevje, 3 noća. Koga stana majčice moja, koga stana, ništo nigde nema, koga stana, ništo nigde nema. Викавме по најдо, а се сретнавме со Целе. Ајде да ни се представите сега кој сте, што сте, оддалеку ви викавме во селото. Да, јас сум Цветко Степановски, роден во ова село. 8 оделение заврши во Старавина, а основно овде во Грудиште. А сега живеете во Битола? Живеам во Битола, да речем, ама и се враќам и тука. Имам крави, чуваме тука. Не сретнавме никој друг во селото, има други жители? Има најдо е тука, си ојде Битола и Ристо. И тој ми е брачет прв. Тој излезе со кравите надолу да ги паси. Само крави имате, овци нема? Нема овци, само крави. И во околината на селото ги пасите, така? Да, тука, во околина. Постојано доаѓате тука или доаѓате недела, две, па си се враќате дома? Па, во зимата скоро месец-два сум тука, после скоро секоја недела, сабота недела. А нешто да ни кажете, од кога селото вака е иселено претежно, кои години заминаа луѓето? Па селото негде од 60-тите години почнала се имиграцијата, село град. Најмногу до 70-та година веќе останаа уште 10 фамилии, до 13 така. После до 80-та веќе. Јас со просветниот работник, колега ми е Димче Ристевски, имам слезено долу и кај мостот, доста имам разговарано за селото. Меѓутоа, интересно е вие дека сте постојано тука, како е поминавте зимата, да речеме, како ви врват овие денови. Ова зима беше доста така на видум блага, ама оштра да речем. Доста трае долго. Еве, сега се уште вчера имаше снег. Доста долго да речем. Ова црква што сме, како се вика? Ова црква е, мислам дека е Свети Димитрија. Свети Димитрија. Има таму по патот уште една. Има таму уште една, мислам дека е Свети Петка, се не сум сигурен. Добро, интересно е во овие гробишта, во ова црква има војници од Прва светска војна, има едно до друго се и српски и бугарски, колку што знам јас, колку што друг пат сум дошол, сум ги снимал. Па така, во Првата светска војна се знае од 1916 година
се водела на овој терен, да речем, доста долго, 16-та, 17-та, скоро и 18-та веќе фатило. 3 календарски години, мада не биле 3 години, ама толку. И затоа е така. Познати борби тука се воделе, Грунички, Вис, тука загинало и војводата Вук, меѓутоа имало и Да, има, македонци војници. има и македонци војници, знаи, мислам, знаат, постари да ги знаат луѓе, на име и презиме ги знае луѓе. Мислам дека околу 7-18 луѓе се загинати од ова село за време на Првата светска војна, ама се кој каде, знаеш. Еве овде има и една интересна работа, овде е генерал еден бугарски, односно роден е во Охрид, Климе Бојаджиев, тој е тука закопан и имам некои сознание дека и други македонци стигнале високи чинови тогаш кога биле ангажирани во бугарската војска, меѓутоа еве споменикот негов баш не е баш погоден, разрушен е, веројатно има и една приказна дека некој кога разрушил се повредил во ногата некој дете па починало, точно е сето тоа? Да, детето играло тука, се му паднало на ногата на несакање, да, не е од тоа сакање да речем. Паднало, му удри ногата, му ја скрши ногата тука на детето. Тука се ќе можеме малце да снимиме гробиштата. Друго нешто да ни кажете за селото, колку се навраќаат луѓето од време на време? Многу малку има така, тој вашиот пријател Димче да речем. Тој ми се пофалил пред 2 години, пред 2 недели, 3 дошол тука, Да, па да. убаво си поминале низ овие ридишта овде, Така, како поминали убаво. Се на тајфа Али интересна е природата. Така. Со една тајфа дојдоа тие 2, 3, 4 и поседовме тука натаму. Инаку други нема сега. Налетал по некој така, ќе дојде по реката да прошета. Еве ви благодарам, ај можеме малце сега да снимеме тука, ќе и снимеме гробиштата и српските и бугарските, односно и македонци има во двете места. Пошто акцијата е завршена, еве ги терачите веќе се прибираат на зборното место и секој од нив треба да биде прашан што виде и како виде. Вие како водител тоа ќе го сторите понатаму. Ало! Да, готово е. Готова е акцијата, ајде, враќајте се сите. Добро, пукање не слушнавме никако или немаше волци? Имаше неколку пукања, ќе видиме резултатите сега корако ќе појдеме по пато. Ќе се сумира резултатите. Ќе се сумира таму. резултатите. Иначе сега кај се наоѓаме овде? Сега се наоѓаме на Груниште? на Карши Груниште,
на делот каде што требаше да биде зборното место за да се соберат чекачите и терачите од хајката. Значи, сега треба тука да ги очекуваме и после кај одиме. Понатаму одиме на втора акција Будимирски терен. Еве заминавме од Груниште, ја заминавме и Старавина и Градешница и овој по стариот пат за Бешиште и Полчиште. На кое место сега се наоѓаме? Сега се наоѓаме Дивјак. местото точно се вика Дивјак, односно накарши ветрушка стената. Сега сме со план да го поминиме овај ловен терен. Ова е ловиште број 5 Старавина, односно ловиште за ситен дивеч, и по искажување на
овчарите и сточарите, кажаа дека и тука имале видено во вчерашниот ден неколку волци, па да видиме колку ќе бидеме успешни со оваа акција тука што ќе направиме. Кога ќе го сумирате резултатот од она што го видовте кај Груниште, што регистрировте таму? Па можеме и сега. Ај повикајте ви да видиме кој што виде. Кој што видува нека Еве, до мене и да кажат. Ево Стево ни рече дека видел Срна и ја снимил. Тој на место нас со апаратот што видовте. Нашата акција јас имав прилика да видам еден крмак од околу 100 килограми, две срни, едната беше близко на 20 метра и покушав со мобилниот ја снимив. Оддалеку само. Па оддалеку од 20 метра е. Ја сликав, па ќе извадам слики. Ќе видиме што ќе видиме. Еве и друг човек. Ајде, вие разговаравме со вас. Што видовте вие? Видов само една срна, друго ништо. Кај мене, тоа. Кога ќе ви ги соопштат резултатите на што видовте? Резултатите ќе бидат соопштени после И по телефони. и по телефони, веќе имаме сознание, али конечниот резултат ќе го видиме кој ќе биде Иначе што ручекот. ви соопштија? Ви кажува и по телефон. Кажува по телефон дека е виден доста дивеч, претежно срнски дивеч и диви свињи. Неколку зајаци се видени, две лисици, а волците за жал еве не дојдоа кај нас, побегнаа преку Црна. Така. Од другата страна е Сокол, па ќе видиме што ќе направат тие колеги од Сокол. Шетај ваму, шетај таму, Е, да снимеме нешто ни село ваму, не видовме ништо. Волкот е волк, волко е волк. Во Во Золошка е само во заградено, иначе овој отворен простор е негов и на Овде дивите животни. каква цел имате? Овде имаме цел повторно да направиме една акција, ќе биде не многу голема, а ценам дека тука ќе имаме резултати и ќе видиме од целата акција на крајот што Ние ќе не мора да ве следиме, ќе останеме овде. Да. Да регистрираме нешто, Да. а овде да кажеме дека еве го тука е манастирот Свети Свети Пантелеймон. Пантелеймон, Да. Бешиште и Тоа е Полчиште. Бешиште и Полчиште, да, а под негово подножието е реката Сатока, кај што има една убава црква Света Петка. Значи скоро Прилепскиот дел. Па на границата со Прилепскиот дел, односно со Мукос од другото ловно друштво од Прилеп. Добро, да не ве задржуваме, извршувајте си го планот, ние малку еве и времето е пријатно, ќе го искористиме вака и за излет, што се вика за планинарење. Фала. Може и уште да се снима. Дечки, да се слушаме сите. Едно пак 6-7 терачи, кои што иста релација ќе имаат како и чекачите, така и терачите. Терачите треба да почнат од тој правец, чекачите застануваат овде, се вика местото Клепало, ќе имаме човек што ќе ги води и чекачите и терачите. Сакам само 6-7 доброволци, во кои ќе има не само овај ловни пушки, туку да има и карабин, затоа што овде е бришан простор, видливо е се, така да ќе може и некој со карабин да биде и терач фактички и нишанџија. 6-7 души да ги пуштиме терачи, останатите чекачи. Еве, двајца до сега. Добро, тројца. Иначе да знаете, терачите поубаво местото му е поубаво движењето, затоа што лезет е терено, лесен е терено и може да видат терачите поефикасни од чекачите. Колку цениш ти? Ајде 10 нека видат. Дали ти можеш да бидеш водач на нив? Дали можеш да ги водиш ти терачите? Од кулите ќе се почни, зборно место, завршно место е Клепало. Клепало и бандерите. Ние Сите, да останеме овде. ние, а на ова вие екипата ќе остане тука, значи сите терачи одат со Трајко, кој што Тодор, пардон, на Тодор му е познат овај терен и тој ќе ви кажи каде да и како да работите. Дали се договоривме?
Овде видовте го повикавме говедарот, односно собственикот на говедата, ни кажа дека се вика Ѓоре Шипинкаровски. Од каде сте? Градешница. Од Градешница сме ние. Колку грла стока има? 50 грла е моментално сега за сега. А сметам да се множат. Ваши се? Да, лично мои се. Купени ми се сите. Друга стока во селото има? Има овци, ама нема многу, толку околу 900 грла, под прилика ти кажувам, значи. Толку има, нема. Некогаш ги имаше кузне колку, а? Порано ги имаше 20.015 може, ама сега нема ништо. Са и народ нема, нали, другото. Во овој терен сега само јас и еден овчар, ако испадне, друга нема ништо. Овде кое село е близко? Бешиште, Полчиште? Бешиште. Колку километра сме до Бешиште? Саат и пол. Саат и пол, не. Така е, со километри, не се рачуна тука. Со време. Да. Како го врвите времето со стоката? Ето, вака ти си паса по крајни, ќе лежа, ќе се врткам, што да правам друго. Ви се исплатува? Па Нема од прилика друго? не, се исплатува. Се исплатува. Исплатува. Шипинкаровски ми рековте, Трајко Шипинкаровски и Петко Шовице. Братучеде ми се тија, на Трајко татко ми на Петко, први братучеди се, ние втори сме. Петко е во Струга живе. Да. Тој има и книга напишано за Знам. доктор Рајс. Знам дека има отпишано, знам. Доктор Рајс го знам, јас имам одено таму сето тоа. Кај Макчалан од таа страна. Планината од До таму колку сати има? од тука далеко е до таму. Далеко е. Далеко е. Што има, јас планината да знам, 18 години работам во неа. Од колку сте излезени денес на Од со 6. стоката? Од 6. Од 6. До колку? До 5 вечер. До 5 вечер и стално на овој терен. Овде Сменува, во овој терен е важно целиот, тука е истија овој сет, нагоре и надолу, сегде. Значи рековте ви се исплатува. Не се исплатува горе долу. Просечно ми паја едно теле по 300 евра. И Здравјето како ве се? до сега супер е, од сега. До сега во природа се ништо. Има животни, еве ловците Има, дојдо, ама да не кажуваат кај се себа и кај ќе најдат. да ќе врта овде ќе шета, ние ќе се занимаваме вака. Да, бе, да. Иначе добро е, со стоката кој е сточар правилен, не е чурук. Добро, ви благодарам многу, ајде да не ве задржуваме. Пријатно, фала ви на разговор. Од кога започнавме да ја реализираме емисијата Патуваме, откриваме, многу мина низ Битола па и низ Прилеп ме среќаваат и ми посочуваат одредени места, знаменитости, личности кои би требало на извесен начин да ги снимам. До сега неколку жители од Старавина стално ми да се посочувале Митра Бибовска од Старавина. 25 години. Еве, дојде и тој ден да дојдеме кај неа, да ја снимиме. Ми посочуваа за неа доста интересни работи, па еве сега при ова посета со ловците, одлучив да се сретнам со неа и еве кај неа сме веќе гостин пред незината куќа и сега сама ќе ни се представи да видиме колку е зборлива и што ќе ни раскаже таа за неа. Ами сега, добро ми дојдовте, здрави, живи, весели. Сега една песма каква таква ќе запеа, та чинела, та ми чинела. Ај за песна ќе се договориме после да ни кажете сега од кај имате потекло, колку години имате, како сте го поминале животот. Јас сум родена во село Старавина како бебе.
горно мало суродена и се мажив за сопругот во Старавина. Па туа свадба направи, па на конј сукачена, па сето како да... Некогаш такви беа детите, на кој невестата се На кој качуваше? сукачена јас, на кој. И поробитну заедницу туа. Поробитну заедницу, но ние не знаеме што е како, току е така сега. Како беше живото некогаш? Колку жители имаше во селото? Сега, вака, сега ќе ви кажам песна, после тоа ќе ви го почна како се живееш и што се живее. Ајде така нека види, со Ај сега. песна да започнеме. Ајде со песна да започнеме. Се прошета Никола, ниста града Будима. Се прошета Никола, ниста града Будима. Го догледа Елена од високи чарадаци, од високи чарадаци, остребрените пармаси. Веком века Елена, елавамо Никола, елавамо Никола, ај качи се на чарадак. Се излага Никола и се качи на чарадак. Любиле се двата, гралиле, така двата заспале. Да починат? Да почините, од кога имате научена оваа песна? Годините си го права своето. Колку години реков имате? 86. Ајде да почините малце, да не дојди се на брзина. Од кога ја имате научена оваа песна? Одамна чина. Одамна. Други песни знаете? Колку? И смешни, така, јас такви среда. И се од дете малку ја изнам. Има една друга лудо со спрема на курбе доде тада. А некои типични од селово, некои, да речам, мариовски типични песни, знаете некоја таква? Како не знаеме? Ајде да чуеме. Беше чудо. Ова добро беше. Ајде да чуеме, само како помина Никола не разбравме. Ајде уште една да чуеме. Никола, просто му стане и му се поклони. Так, ајде друга уште една. Татко ми ја пеше, за таа ќе ви ја запеа. Добро. Вчера сум било на гости при мојата любовница. При мојата любовница, сама самечка најду. Сама самечка ја најду, сама самечка заспала. Седнал сум да се почуда, како да ја Боже разбуда. Со свода да ја попрскам, стави ми е да не замрзне. Со вино да ја потура, страх ми е да не се опие. Сама самечка разбуде, сама самечка ми рече. Сама самечка ми рече, кратко легни си кај мене. Кратко легни си кај мене, да не те чуе мајка ми. Да не те чуе мајка ми,
Майка ме лудо, татко ме. Се заморучи, да. Не сум јас многу музикален, ама убав глас имате. Кој знае колку песни сте пееле вака по разни свечености. Да не ти расправам. Прва па и во нека ти каже и во оното. И за играње и за пење. И за пење дури не опојда на стрецо, ке че нитра не, тука оро нема. Одаје се ваќам одма. Ама сакам да ви кажа по битну заедницу како живееме. Пинци свински направени од крмнакот, пълни слама и чупињата играме. Од 15 години, 16 години ќе му викаме на гајдарџијата. Ти го не го знаеш бре наќета? Го викаа наќе. Колку наќе, толку гајдарџијата голем. Ајде бре чичко, наќе, засвириш на гајдар. Дојќе свире. Ти дури. Се ќе кажуване. Младоста ви беше весела, така? Многу баба. Сега старечките денови како ви врват? Сама Ами сте? Арно ќе да Арно. Зимава? Си зимата да е зимото, децата дојдоа, дрва мина донесоа. Ќе си го навале огнот, шо има ќе си касна, ќе си запеа една песма и ќе си Си пејте легне. сами, си пејте, нема кој да ве слуша околу се е празно. Још питаш, пееме, како не пееме, Ќе си Дека запеа. нема луѓе, иселено е скоро селото. Абе, нема кој сака да За пее, нека душата си пејте, така. ќе си пеа така, на душата сум јарно. Ќе си ја велеш од тама, отца немам, мајка немам, па ни Драгана, јас сум сирота, сироти се ти. Добра, ајде, јас многу ви благодарам. Нему плакати. Во друга прилика ќе дојме, може би повеќе ќе имаме нешто да снимаме. Добро, Ајде, сини, добро, фала бидете многу. ми поздравени, пуно фала, се најубаво. До крај да све радосни, весели, да си дочекаш ко мене внуците, превнуци. Си дочекав, имам 4 и јас. Нека 3 ти- машки и едно женско. Маша, Колку внуци имате ви? Јас од трајка имам 2 чупиња, од 5 имам 2 машки. Од внуките имам едната едно машко, едната чупи и дете. Од трајка. Идат ме посетуваат. Још питаш. Да ви се живи и да Идеме ги дале за научите исте пари. песни, да ги Добре. научите за Идеме дале за исте пари, се да ги научите шванско. песните да не се заборава. Да се представува во Старавина, а да не се запознае Петре Компасот, тоа би било штета. Штета, да. Сами ќе се представите Јас сум и која е денешната задача ваша. Петре Шиндевски, надимак еден така прекар Компасот. Приодамна още од пред 50 години, 60 излезен е тој прекар. И така повеќе ме знаат на Компасот, на Петре не. И овдека работам 3-4 години, 5. Иначе кај живеете? Живеам во Битола, ама идам овдека, сако застарев, не ми треба ни жена, не Компас ми се треба движите ништо. или пато него имате заборавено? И тука сум инако и- тука сум роден, тука е остарен и така ми е поарно тука да се живеам. Ни Воздух, рекоа вода, дека да- сте доста песнали и Добро, една знаеме. песна за на крај на емисијата. Имам учено овој по свадби, по едно друго, кога беме помлади пеев на така и се некој така Која има ќе постари. направиме така за гледачите? Добро. Која сакате се, не Ајде, знам една, која. одберете се. Ајде ќе не запееме една. Многу ме рак имам бабо за твоето девојче. Кажи, стара бабо, дал ќе ми ја дадеш, дал ќе ми ја дадеш, бабо, твојата ти внука. Добре, јас ви благодарам. Сигурно вака стално подпевнувате Подпевнуваме наваму. која има ловжи, која има појќе луѓе. Со пијалок или без пијалок? Со пијалок, без насиво жаба не крка. Карка, добро. Пијат овде, овие ловжи идат тука зимоски идеа по 3-4 месеци и секоја сабота, неделја тука беа од петок околу 20 на 25 Другаруваат. души се збира и така другаруваме, запеваме и така. Ви благодарам. Еве ловците започнаа да пристигнуваат во Старавина.
тука е предвиден и ручек за нив, сигурно се заморени после овие две хајки на две места, меѓутоа каков е резултатот да чуеме? Голема благодарност од дисциплината, движењето, одењето и работата на ловците. Безпрекорно ја извршија задачата. Немавме ловџиска среќа да излезат на пушка волците. Сепак се тие волци, затоа се такви какви што се и не направивме одстрел, али сме задоволни од разновидноста на дивечот, од бројноста на дивечот. Еве и во овој терен доста имаше и срнски дивеч, и ребица каменјарка. Видоа тамо некои групи дека има и маторица со прасина мали. Значи циклусот на парење на дивата свиња е малце поместен, тие знаат малце покасно да се прасат, сега веќе има и со мали некои и така. А зошто некој по телефон му јавија дека отепан е волк или тој од другата страна? Што информација имате за тоа? Па пошто ние ова акција денеска ја планиравме да биде заедничка акција со ловното од Сокол, а кога бевме на тој терен во Гронишкиот дел, поминаја волци преку Црна, бев информиран од нивниот раководител Балјари, Јани Балјари, и кажаа дека се во заседа два волци, веројатно имаат тие направено. И така јавија по телефон дека едниот го устреле, другиот го раниле. Веројатно, затоа што ете тамо појде од пусијата, тамо отидоа волците и тоа е честитки за нив. После ова денешна хајка, што следува? Гравче? Па после големата, пијалок, после големото другарување, движење, одење, сега има приреден ручек тука, гравче, нормално тоа ловџиското гравче. Па малце другарување, шеги, смеи, некои ловџиски приказни ќе чуеме тамо внатре и така. Еве еден од денешните, да речем, учесници, ајде да ни се представите. Јас сум Лупчо Наумовски и денес главно занимање мене ми беше терач. Што истера? Па да ти кажам, наискрено, еден крмак, 3-4 страни, на два пати еднаш две ребици и еднаш 7 ребици. Значи 9 ребици. Отепано нешто имаш отстрелено во овие година две, од кога сте Па имам да ти кажам, па ловџија сум може 5-16 години, имам доста, од сеј од дивеч имам утепано, значи нема што немам утепано. Претежно на овие мариовски терени И тука и Демирхисарско, јас сум и од Демирхисар по потекло, значи и таму, од Мало Илино. Мало сме били и во Мало па и во Големо. знам, баш за Илинден бевте, гледав емисијата, да. Добро, еве сега ќе се видите и вие на емисија. Се надевам нормално. Добро, и ви благодарам за поканата, така. Фала. Со ловно-риболовното здружение кај Макчалан поминавме еден ден на терените на Мариово. Волк не сретнавме, иако бевме тргнати за хајка на волци. Меѓутоа, еве го волкот на оваа фотографија, но тоа не значи дека после сета ова прошетка низ овие терени да другаруваме со ловците и да наздравиме со едно црвено вино.